Една од најголемите придобивки на народно-ослободителната борба и социјалистичката револуција во Југославија е Југословенската народна армија. Таа настана од оружените сили на народно-ослободителното движење во текот на 4-годишната народно-ослободителна борба на народите и народностите на Југославија. Со доаѓањето на Хитлер и нацистите на власт, во Германија настапи најцрниот период во историјата на човештвото. Комунистичката партија на Југославија постојано укажуваше на фашистичката опасност, која и се заканува на слободата и независноста на Југославија, на предавничката и капитуланска политика на владеачката буржуазија и нејзиното настојување, Југославија да ја вовлече во фашистичката коалиција. Комунистичката партија на Југославија упорно се залагаше за решавање на внатрешните општествено-политички, социјални и национални противречности, кои го потресуваа југословенското општество, зашто тоа беше основниот услов да се брани земјава. Под паролата ќе ја браниме Југославија, Комунистичката партија на Југославија презеде редица воени мерки на планот на екнањето на одбранбените способности на Југославија, а во воен поглед го способуваше сопственото членство и работничката класа во целина, што подоцна беше од значење за оруженото востание и основањето на партизанските одреди и оружените сили во целост. Без објава на војна, на 6 април трупите на нацистичка Германија, фашистичка Италија, Хортиевска Унгарија, на коим се приклучија и единиците на царска Бугарија, ја нападнаа Југославија, ја поразија нејзината војска, ја окупираа и ја распарчаа земјава. Проблемот зашто така брзо капитулира старата југословенска војска и стара Југославија е многу деликатен. Постојат многу причини за него. Секако во прв ред са политички и субјективни причини, но и организациони. Јас сосема накратко ќе се осврнам на политичките причини или мотиви за така брзата капитулација. То ние можеме веднаш да видиме, а тоа се покажа и после во текот на нашата војна. Голем број од политичките врагови, било од војните, било од чисто политичките, беа заврбовани од страна на Германија. Тоа значи, во враговето имахме една врста пета колона. Разбира се, тоа беше одраз на една политичка ориентација кон Германија, кон фашизмот во целина гледано, со час и чест на одделни изнимци. Потоа, земјата беше неразвиена. Таа остана речи како што е била пред Првата светска војна. И низа проблеми нерешени. Југославија стана многу национална, а еден од основните проблеми, националното прашање, не беше решено. Има и други политички проблеми, ја не би сакал да навлевам. Војните мотиви са исто така карактеристични. Старата југословенска војска организацијски не беше подготвена за нова војна. Тактиката нејзина за војување исто така не беше изградена за нова војна. Немаше тенковски единици во неа. Се на се еден тенковски батальон постоеше. Во авијацијата минимална и слаба. Слаба противтенковската одбрана беше сведена на 35 милиметарски топчиња во полковето, по 3-4 топчиња во еден полк, и тоа беше се на се. Слаба противавионска одбрана, инженериски единици и единици за врска готово да ги немаше. Тие се централизирано мобилизираа и требаше да се испратат во текот на мобилизацијскиот период, да се испратат во
tije divizije za koje са наменети. Меѓутоа, тие не стигнаа во своите единици на кои беа наменети. Така да дивизиите останаа без средства за врски. Понатаму имаме още низа други проблеми нерешени, меѓутоа оно што беше карактеристично. Огромни пари Стара Југославија даде за укрепување, утврдување, изградба на по узорот на Мажино линија. Такви линии се изградија и во Југославија, скоро на сите граници. Меѓутоа, не се реши проблемот на тие последните единици што ќе ги бранат. Многу проблеми за нив не беа решени. Така наредија да се повлекуват тие единици во текот на самата војна, а тоа беше практично невозможно. Останува целиот материјал таму. И карактеристично е да Воловска вуча беше главното транспортно средство, а према себе си имаше механизација. На крајот да споменам уште и мобилизацијските средства. Мобилизацијата, народот се одозва брзо. Меѓутоа, самата мобилизација во распоредот на кадарот беше многу искомплицирана. Од разноразни причини, од немање доверба према одредени народи, према македонскиот народ и така, натаму и према други некои, се манипулираше со кадарот. Така, јас можам сега како очевидец, како учесник во војната во Словенија, во својство на генерштабен мајор, ја може да ви кажам овие два примера. Прво, таму се мобилизираа две дивизии, и планински одред и 4 посадна одреда. Меѓутоа, за командант на едната дивизија дојде до тогашниот командант во Штип, што е бил, командант на дивизиската област. Дојѓа за командант на Триглавската дивизија. Тој е генерал Пандурович. Потоа, од штабот што беше, земам само тај штаб, а веројатно е било слично. Од штабот на Дранска дивизиска област, која требаше да формира тие единици што ги спомнах, не остана никој осен јас. Јас едини останах во штабот да продолжи работа штабот. Целиот персонал беше нов. А тај персонал, тај кадар од штабот на Дранска дивизиска област го распратија на други места. Командантот на дивизиска област го испратија во Босна и така натаму. Еве, тоа се крупните моменти поради кои пропадна старата југословенска војска. Иначе, борците покажаа борбена способност на многу места. Тоа заслужува и посебно се разработи. Борците покажаа и во повојната, исти тие луѓе беа. Во револуцијата и народната војна покажаа својата максимална храброст. Значи, не се однесува на борачкиот кадар, него се однесува од целата работа лежи во врвот на политичкиот и воен врв, како што тогаш беше. Додека германските оклопни дивизии на 10. април 1941 година влегуваа во Загреб, Тито одржуваше состанок со Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и со Централниот комитет на Комунистичката партија на Хрватска. Донесена одлука Комунистичката партија на Југославија да ја продолжи борбата без оглед на тоа што ќе се случи со војската и државата. Формирање воен комитет на чело со генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија Јосип Броз Тито, кој имаше задача да ги раководи подготовките за народно-ослободителната борба. Се формираат борбени, ударни и илегални групи, се собира оружје, опрема,
se vrši obuka. Na vesta za germanski od napad vrh Sovjetski od Sojuz na 22. juni, v Belgrad je održana sednica na politbirotu na Centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija, na koje je ocene deka nastapil moment za pokrenuvanje naoružena narodno-osloboditeljna borba. Centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija na 27. juni go formira glavni od štab na narodno-osloboditeljnite partizanski odredi na Jugoslavija, za čiji komandant je naimenovan generalni od sekretar na komunističkata partija na Jugoslavija Josip Broz Tito. Na 4. juli 1941. godina je održana proširena sednica na politbiroto na Centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija. Tamo je donešena odluka za oružani ustanak, ali nema nigde pismeno da se ide na oružani ustanak. Nema ga čak ni u proglasu koji je upućen sa tog sastanka koji je objavljen 11. nosi datum, 11. ili 12. Nema ni tamo oružani ustanak. Zašto nema? Zato što je se pošlo ne sa velikim riječima, nego sa velikim delima. To jest, mi smo osjetili, a uglavnom među nama Tito, on je rukovodio praktično. Mi smo ostali, više mu bili saradnici, da ostvarimo njegove ideje, tako je bilo. On je osjetio da kod srpskog stanovništva postoji raspoloženje da se brani od zločina, od života da brani imovinu. I već smo imali izvesne ustanke, borbe izvesne u Hercegovini, u Krajini, spontano. Učestvovali su tu i komunisti, učestvovali i četnici, ali kao pojedinci. Tako da imaš, među tim prvim ustanicima, imaš i poslije koji su bili i četnici, izjasnili se, a imaš i komunista. Razumijem, to je spontana borba. Ali ta spontana borba bila je za nas znak da postoji raspoloženje kod tog stanovništva. Od tuda kod nas je otišlo, odluka je da se tamo svuda gdje je srpsko stanovništvo ugroženo, gdje je spremno na borbu, da ga mi prihvatimo, da ga organizujemo, da ne dopustimo stihiju, nego da organizujemo ih u odrede. To je već politička odluka, politički prilaz gdje je najlakše probiti tu brešu, odnosno tu situaciju, jer mi smo imali situaciju da je prije 2 mjeseca cijela jugoslavenska vojska kapitulirala. Prema tome, mi smo imali negativno to iskustvo, ali pozitivno iskustvo da je sada bilo spremno stanovništvo na oružanu borbu. I otuda je naša ta odluka bila prva ta, da se prihvati, a da se ne dozvoli stihija. Jedno i drugo, da se ne dozvoli da sad se okrene ta stihija protiv celih naroda, u ime koji su ološ taj ustaški nastupao. Kod Bela garda u Sloveniji, ustaše u Hrvatskoj, ustaše u Bosni, u Crnoj Gori, federalisti, razumije, i tako dalje. Znači, da se ne okrenemo naprijed do biračkih strana, nego da to sprečimo. To je već politička odluka. A vojna je odluka bila da mi vešto koristimo manevar, iznenađenje, jer smo slabiji u naoružanju, slabiji smo brojčano, i da koristimo tu taktiku manevra, ali iznenađenja, manevra u malim, najprimitivnijim oblicima. I ta politička odluka, kombinovana sa vojnim, politička odluka da idemo na pokretne jedinice, da te pokretne jedinice odvojimo od teritorije, da se odbrane svojih kuća, na širem prostoru Jugoslavije, a koristeći sad tu manevar na vojnom planu, mi smo riješili nekoliko pitanja. Vojna, mi smo pobeđivali neprijatelje, krupne neprijateljske snage, pobeđivali. Rešeno je od sabotaži i diverziji da se mene na opšto vostanije, čija osnovna forma će biti partizanska vojna, a partizanski te odredi će biti početna forma na organiziranje naoruženite sili na narodno osloboditeljno to dviženje.
Partizanskit odredi bea najpogodniji oblici na vojen organizacija vo početok za uspešno vodenje oružena borba protiv vojnički ponadmoćnijot protivnik. Vo biltenot na glavni odštab od avgust 1941. godina Tito zapiša: Partizanskit odredi moraat neumorno da go razvivaat otporot na narodot, krevajki narodni vostanije i stavajći se na čelo na tije vostanija kako borbeno jadro. Oruženото vostanije započnavo Srbija na 7. juli, koga veke se formirani prvite partizanski odredi. Vostaničkite borbija zapatija cela Srbija. Do krajot na septembri su oslobodeni 2/3 Srbija i se formirani 28 odredi s okolo 14.000 partizani. Vo Vojvodina je formiran štab na partizanski odredi i 16 pomali partizanski odredi. Na Kosovo je osnovan vojen komitet i kopaonički odred, kako i 6 zadnjinski partizanski bataljoni koji politički raboteja među narodot. Vo Crna Gora vostanijeto započna na 13. juli i bea formirani 50 gerilski odredi, potom vostanički bataljoni i brigadi. Vo Hrvatska vostanijeto započnova na 27. juli i se formira partizanski i gerilski odredi, najmnogu Volika, Kordun, Banija, Dalmacija, a potova i vo drugite krajišta. Vo Bosna i Hercegovina se osnova vojen štab, gerilski partizanski odredi. Vostanijeto započnuva na 27. juli. Do kraja na septembri su osnovani 19 odredi i 13 samostojni bataljoni, kako i Drvarskata vostanička brigada i drugi jedinici. Vo Makedonija ušte ne dojde do vostanije, poradi to što togašnji sekretar na pokrajinski od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija za Makedonija, Metodija Šatorov Šarlo, je odeli partijskata organizacija na Makedonija od komunističkata partija na Jugoslavija i ne sakaše da je sprovedova političkata linija na komunističkata partija na Jugoslavija za oružena borba, rabotejići pod vlajanije na komunističkata partija na Bugarija. Blagodarenje na rabotata na centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija i lično na Tito, konkrajot na avgust 1941. godina dođa do promjeni. Se formira novo partijsko rakovodstvo, pokrajinski vojen štab, se osnova diverzanski i partizanski grupi, a vo početok od na septembri Skopski i Prilevski partizanski odred, so što se osnovali prvite jedinici na narodno-osvoboditeljnata borba na makedonski od narod. Narodno-osloboditeljnata borba vo Jugoslavija vo esenta 1941. postigna golemi vojeni i politički rezultati. Ostvarena je zamislata na centralni od komitetna komunističkata partija na Jugoslavija i Tito, so pokrenuvanjeto na oružena borba preko partizanske akcije da gi krene masite na vostanije. Od početok od na vostanijeto do sredinata na septembri 1941. se formirani 231 partizanski odred, 71 samostojen partizanski bataljon i 20 samostojni partizanski četi i poveke vostanički brigadi. Dinamičnijot razvojna borbata i na vostaničkite jedinici, kako i samata praktika, ukažuva na novi zadači i otvora mnogo možnosti. Sve to je nametnovaše potrebata po inicijativa i pod rakovodstvo na Josip Broz Tito, koji na 16. septembri so sorabotnicite od Belgrad se prefarli na oslobodenata teritorija na zapadna Srbija, da se održi vojeno-političko savjetovanje na rakovodstvo na narodno osloboditeljno dvišenje. Savjetovanje u Storicama je došlo posle 2 meseca oružane borbe. Kapitalna značaj je imalo održati jedno savjetovanje koje bi objedinilo i političku liniju borbe i vojnu liniju borbe i taktiku i strategiju. Ja sam bio isto učesnik toga savjetovanja. Tito je dao široku analizu situacije u zemlji, situacije u svijetu. Upozoravao je da će borba biti vrlo duga, da je naročito ratna mašina Nemačke moćna, da s tim treba računati, ali je ocenio da je narod prihvatio poziv Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije od 4. jula za oružanu borbu protiv neprijatelja, da su se naročito mlađe generacije odazvale oružanim borbama, da su narasli partizanski odredi. I tada je u stvari
Tito insistirao na tome da se stvaraju jače oružane jedinice. I kritikovao je neke pojave koje su se bile nekom konfuzijom u prenošenju direktiva stvorile, da se stvaraju male jedinice, desetine i da se putem desetina vode borbe. Tito insistira da se stvaraju velike jedinice, stvaraju bataljoni, da se stvaraju jedinice sposobne da prihvate velike borbe. Drugo, tad je oformljen odlukom toga savjetovanja Vrhovni štab. I treće, na čemu je naročito Tito insistirao, to je da se svuda stvaraju narodno-oslobodilačke odbore i na oslobođenim teritorijama i na neoslobođenim teritorijama. Tada je on ocenio da se tu radi o nastanku jedne nove narodne vlasti i da to ima izuzetan značaj da se u borbi, da u narodno-oslobodilačkoj borbi nećemo moći izvojevati pobjedu ako ne budemo imali široko i organizovani narod i da su oko narodno-oslobodilačkih odbora. Isto je tako dao ocenu da su narodno-oslobodilački odbori široko prihvaćeni na svim oslobođenim teritorijama, pa i na neoslobođenim teritorijama kao politički organi narodno-oslobodilačke borbe. Stoličkite odluki ima golemo vojno i političko značenje. Vo Srbija 12 partizanski odredi sa okolo 15.000 borci oslobodija teritorija od preko 15.000 kvadratnih kilometri, kada što živeja okolo 1 milion žitelji na Šumadija i zapadna Srbija, so centar vo Užice. Vo Užice stigna Vrhovni od štab, Tito i centralni od Komitetna komunističkata partija Jugoslavija. Na 7. novembri je održana prvata vojna parada, trekal tako bi togaš vo svetot Moskva, koji biše Užice. Za potrebite na taka narečenata prva germanska ofanziva Germancite je dovede od Francije 342, a od istočnijeg front 113. divizija i angažira 80.000 vojnici na kojim se pridružuje i četnicite na Draža Mihajlović. Kon krajot na novembri, Vrhovni od štab se prefali vo Sandžak i gi reorganizira partizanskite sili. Vo Vojvodina dejstvuvaat 5 odredi, među koji Fruškogorskiot i Podunavskiot, a drugite se so pomal sostav. Vo Crna Gora dejstvuvaat 7 odredi so 20.000 partizani, a vo Sandžak se osnovani glaven štab i novi odredi. Vo Slovenija su osnovani vkupno 35 četi koji ima isti svojstva kako i partizanskite odredi i 7 bataljoni, formirana i narodna zaštita. Vo Hrvatska se reorganizirat odredi od pogolem sostav i se osnova glaven štab, koji pod svoja komanda ima 7.000 borci. Reorganizirani se partizanski odredi vo Bosni i Hercegovina, kada što pod glavni štab ima okolo 20.000 partizani. Vo Makedonija na 11. oktobri započne oruženoto stanije i dejstvuvaat Skopskiot, Prilevskiot i Kumanovskit odredi, koji kon krajotna godinata minuvat u ilegalnost, a vo proleta na 1942 se obnoveni. Se osnovat prvite artilerijski bateriji, inženerski jedinici, jedinici za brska, intendantski i drugi rodovski jedinici, kako i partizanski od saniteti poveke komandina mesta. Pod oružje se okolo 80.000 borci na Narodno-osloboditelnata vojska na Jugoslavija. Iskustvata steknati vo tekot i po prvata neprijateljska ofanziva vo Srbija i drugite krajišta na Jugoslavija ukažuva na neophodnost da se pristapi konformiranje operativnih podvižnih jedinici. Na 20. dekembri 1941. Tito so svoja raka napiša naredba za formiranje na prvata proletarska narodno-osloboditelna udarna brigada, koja je osnovana vo Rudo na 22. dekembri. Na 1. januari 1942. to im upišuva za to na glavnija štabna Hrvatska. Целта на создавањето на пролетарската бригада беше во тоа што на денешната етапа на борбата се повеќе ни се наметнуваше потребата од создавање една ударна сила, која би можела да се употреби на секаде каде што ќе биде најпотребно. Во неја треба да се вклучат уште некои единици од Босна и Хрватска. За сега ние ја создадовме првата пролетарска бригада, но имаме намера да создадеме повеќе пролетарски бригади во разни покрајини, кои ќе бидат способни да ги извршат сите задачи кои денес и подосна ќе се поставуваат пред нас. Во Чајниче на 1. март е формирана втората пролетарска бригада, а во јуни 1942 се формирани третата, четвртата и петата пролетарска бригада.
Практиката веднаш потврди дека во бригадите како подвижни оперативни единици се пронајде онаа форма на војна организација што ја означи револуционерниот настан. Пламенот на востанието бригадите го пренесоа во другите краишта. Според статутот кој Тито го напиша во Фоча во февруари 1942, бригадите се воени ударни формации на народите на Југославија под раководство на Комунистичката партија, со што е нагласен нивниот општо југословенски револуционерен карактер, зашто бригадите добиваат белег на револуционерна војска. Во времето кога се создаваше првата пролетерска бригада, на југословенско боиште против Титовата армија непријателот имаше 600.000 војници, околу 30 дивизии, со кои во првата половина на 1942 ја изведе така наречената втора и трета офанзива. Процесот на основање оружени сили продолжи во сите краишта на Југославија. До крајот на јуни се основани 6 пролетерски бригади, 60 ударни, 3 пролетерски и 7 младински батальони и 25 партизански одреди. Зборувајќи за формирањето посебни младински единици на 31. март 1942, Тито му пишува на оперативниот штаб за Босна и Херцеговина. Многу е важно на овие младински единици да им одберете старешински кадар кој ќе им импонира на младите луѓе. Во овие чети вие ќе ги добиете најдобрите борци, предани на нашата борба. Со 4 пролетерски бригади, 3800 борци, Тито тргнува кон крајот на јуни 1942 во најголемата дотогаш изведена офанзива кон Босанска крајна и Хрватска, каде што востанието зеде по широки размери. Офанзивата траеше неколку месеци, се до почетокот на ноември, кога е ослободен Бихач, центарот од каде што Тито раководеше и командуваше. Во таа офанзива постепено се вклучија 28 бригади или 60.000 борци. Ослободена е голема територија од Јадранскиот брег до Сава, од Неретва и Босна до Словенија, близу до Љубљана. Тоа беше слободна територија која изнесуваше преку 50.000 квадратни километри, германците ја нарекоа Титова држава. Во Босна и Херцеговина, во село Ламовита, кај Приедор, на 21. мај е основана првата краишка бригада. Тие денови почна да действува и првата партизанска ескадрила. До 1. ноември вкупно се основани 8 босанско-херцеговски бригади, 15 одреди и 27 батальони. Во Хрватска се формирани 5 оперативни зони, а на 8. јули првата хрватска ударна бригада. До почетокот на ноември беа формирани 11 бригади од народот на Лика, Кордун, Банија, Далмација, Горски Котар и Славонија, како и 24 одреди и 41 батальони. Исто така беа формирани и првите единици на партизанската морнарица од Подгора до Биоково. Во Македонија, наспроти негативното дејствување на Бугарската комунистичка партија, се основа покраински штаб, а потоа главен штаб и 8 партизански одреди. Тоа беше силна база за натамошен развој на борбите на народот од Македонија. Во Словенија се основаат партизански одреди, потоа во април првата словенечка партизанска бригада која постоеше само 1 месец, за подоцна од пролетерскиот батальон и другите единици се формира првата словенечка ударна бригада Тоне Томшич и уште 3 бригади, 16 одреди и 13 батальони кои се наоѓаа и во словенечкото Приморје и во Корушка. Во Србија партизанските одреди действуваа под тешки околности, некои од нив беа разбиени, а се формираат нови, вкупно 15. Во Војводина действуваат повеќе одреди, особено во Срем, а некои единици се префрлуваат во Источна Босна. На Косово е основан Косовски одред и одредот Зейнел Ајдини, кои настанат припадници на албанската народност. Основан е и привремен главен штаб за Косово и Метохија. Во ноември 1942 Народно-освоителната војска на Југославија имаше 28 бригади, 85 партизански одреди и 126 самостојни батальони и партизанска морнарица. Против сладких